Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ќе имате можност да чуете во следните 85 минути. Македонец убиен во Америка, запалена му е фирмата. Сојузот на борци доби поддршка од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во Тетово да не се менуваат имињата на улици со национални дејци од антифашистичкото минато. Сојузот на борци Тетово касами попусто го оспорува државничкиот потек на председателката. Проблемот е во него. Македонците платија огромна цена за да влезат во Европската Унија. Мицкоски вели дека сме во истата состојба како пред 20 години. Срамно е бавното за членување на Македонија во Европската Унија. Орбан го впери прстот кон членките на Унијата. Македонија нема да испраќа војници на фронтот во Украина. Земјава останува усогласена со својот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Наставниците во Македонија нема да останат без работа. Едносменската настава ќе бара да држат часови таму каде што има потреба, вели министерката за образование и наука Весна Јаневска. А на самиот почеток да проследиме една вест од Тетово. Во угостителски објект во градот полициски службеници од Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи го привеле 56 годишниот ДЖД од село Гајре Тетовско поради основано сомнение за сторено кривично дело лихварство по член 260 од Кривичниот законник. При контрола на објектот полициски службеници извршиле преглед на повеќе лица и притоа кај ДЖД биле пронајдени одземени пари во различни валути и апоени, список со должници и други предмети за кои постои сомнение дека се поврзани со кривичното дело. Подоцна со судска наредба во присуство на адвокат, неговата сопруга и неговиот брат били извршени претреси во двата негови станови во Тетово, како и во семејниот дом во село Гајре. Притоа, во едниот стан во Тетово и во домот во село Гајре биле пронајдени одземени пари во различни валути и апоени, тетратки со списоци на должници и телефонски броеви, 3 лаптоп компјутери, мобилни телефони и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривичното дело. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно расчистување и документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Zatvora
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Оф, аман, совке на татко, награда гуменджа. Оф, аман, Бела Софио, награда гуменджа. Stani ke oj me
Македонец е пронајден убиен во средата во Крествуд во американската држава Илиноис, а седиштето на неговата фирма било запалено. Убиениот е 48 годишниот Дане Котевски, собственик на компанија од Соединетите Американски држави по потекло македонец. Осомничен за убиството е работник во неговата фирма, кој е уапсен во друга држава на 230 километри од местото на злосторството. Кусо по 16 часот во средата, полицијата и пожарникарите на Крествуд одговорија на повикот за силен чат во компанијата ATG Truckload. Починатиот собственик на компанијата е идентификуван како 48 годишниот Дане Котевски, кој на веб страницата на транспортната компанија е наведен како председател и извршен директор, пренесуваат некои од американските медиуми. Пожарникарите на Крествуд брзо го изгаснале малиот пожар, кога на вториот кат од зградата сред густ чад било пронајдено тело на маж. Во текот на следните неколку часа инспекторите собрале и следеле бројни траги. Осомничениот е идентификуван. Утврдено е дека станува збор за возач кој работел кај починатиот собственик на фирмата, соопштуваат од полицијата. Полицијата го карактеризира ова злосторство како изолиран случај, насочен само кон жртвата. Се чекаат резултатите од обдукцијата. Полицијата и единицата за тешки злосторства во соработка со обвинителството ја продолжуваат истрагата додека работаат на екстрадиција на осомничениот назад во Илиноис. За помош на семејството на починатиот Котевски започна хуманитарна кампања преку платформата GoFundMe. Секој што сака може да донира средства, а секоја помош ќе биде од големо значење за семејството во овие тешки моменти. Дали знаеш, паметиш милице, кога си без ме малечки кога си без ме малечки милице, ај кога се дајцата љубевме. Кога се двајцата љубевме милице, во Чичовото градинче во Чичовото градинче милице, ај кај шарените мои цвеќиња. Кај шарените цвеќиња милице, трендафин цвеќе цутеше трендафин цвеќе цутеше милице, ај
и наградите паѓа наше. Кажи душо, која вечер јас да дојдам. Кажи душо, која вечер џана јас да дојдам. Сакаш, тогава и дојди со мнозина, не доаѓај. Кога сакаш, тогава и дојди со мнозина, џана, не доаѓај. Сојузот на борци доби поддршка од председателката Гордана Силјановска-Давкова во Тетово да не се менуваат имињата на улиците со национални дејци од антифашистичкото минато. Делегација на главниот одбор на Сојузот на борци на Македонија од Народно-ослободителната и антифашистичка војна и граѓаните продолжувачи остварија средба со председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. На средбата нашите представници јасно укажаа дека се против промена на имињата на улиците од општина Тетово, која е иницирана од локалното раководство на општината. Имено нашите представници побараа јасна поддршка од председателката против овој чин со кој се бришат имињата на народните херои. Сојузот на борци цврсто и непоколебливо стои на ставот дека не смее да се дозволи промена на имињата на улиците дадени според народни херои и борци за слободна, независна, демократска македонска држава и дека ќе ги искористи сите правни механизми за заштита и спречување на оваа постапка, информираат од Сојузот на борци. Председателката Гордана Силјановска-Давкова изрази поддршка и посочи дека Сојузот на борци мора да биде истраен во своите барања да не се менуваат имињата на дел од улиците во Тетово кои носат имиња на национални дејци од антифашистичкото минато. Со представници на Сојузот на борци на Народно-ослободителната борба и граѓани поддржувачи евоциравме спомени за годините од и по Народно-ослободителната борба. Како ќерка на борец во Народно-ослободителната борба, до денес ги паметам бројните приказни од неговите соборци за пожртвуваноста на татко ми за која се закитил со 3 ордени за храброст. Со потомците на борците од Народно-ослободителната борба денеска се согласивме дека не смееме да ја заборавиме историјата и дека почитувајќи ги личностите кои биле дел од антифашистичката борба, покажуваме дека сме биле и остануваме на страната на прогресот. Хероите кои што ни ја донеле слободата не се измислени, нивните имиња кажуваат, нивните имиња раскажуваат историска вистина. Тие се дел од нашето национално и културно наследство и заслужуваат неизмерна почит.
Затоа Сојузот на борци мора да биде истраен во своите барања, да не се менуваат имињата на дел од улиците во Тетово, кои носат имиња на национални дејци од антифашистичкото минато. Сите имаме одговорност кон историјата и истата треба да им ја оставиме на нашите деца, истакна Гордана Силјановска-Давкова. Скршена, žena Brečana, čaša skršena. Скршена, вciąż фрлена, wciąż фрлена Brečana, непогледана, wciąż фрлена Brečana, Сакаме да му укажеме на градоначалникот на Тетово Билјал Касами дека попусти му се обидите преку изјави за одредени медиуми да го оспори државничкиот потек на претседателката на државата и дека во суштина проблемот е кај него, се вели во соопштението на Сојузот на борци и граѓани продолжувачи Тетово.
Касами се дрзнува да ја спори изјавата на председателката на Македонија, која дава поддршка на Сојузот на борци за истрајност во борбата против промена на имињата на улиците кои носат име на хероите и дејците од државотворниот НОБ. Касами вели председателката да не дава изјави кои се штетни за успешно завршување на процесот, со кој практично ги реафирмира сите своји претходни срамни изјави. Но со тоа ни соопштува уште еднаш и дека успех во процесот за него е токму тоа, да ги замени имињата на улиците и да се заборават имињата на дејците на народно-ослободителната борба и ние да гледаме анемично и без реакција како предизборно ни дивее необализмот и неофашизмот во негова режија. Во суштина, проблемот лежи во актуелниот градоначалник на општина Тетово Билјал Касами. Истиот период на тема промени на имиња на улици даде безброј изјави. Започна со скандалозната изјава дека и без македонските гласови Советот ќе ги промени имињата на улиците. Па потоа неколку пати кажа дека ќе иницира нов закон согласно кој нема да му биде потребна согласност од владата. Па потоа кулминираше квалификувајќи ги хероите од антифашистичката и народно-ослободителна борба како херои од темното минато кој мора да ги заборавиме, па соочен со лавина реакции ретерираше со одговор дека само ќе се определуваат имиња на улици кои немаат име или се со број, што воопшто не е проблем. Законот дозволува име на улица да биде и број. Сојузот на борците на Тетово и граѓаните продолжувачи уште еднаш изразува благодарност до почитуваната господја председател што државнички покажа внимание, грижа и доследност. Апелираме до јавноста остро, јавно и приватно да реагира на реториката и плановите на Билјал Касами. Ги повикуваме членовите на Советот веднаш да ја осудат неговата изјава и јавно да изразат поддршка на нашите барања и да не прифатат да бидат инструмент во еден срамен процес, се вели во соопштението на Сојузот на борците Тетово. Ах да знаеш, брате, во какво сум поле, во какво сум поле, поле јас подседнал, во какво сум поле, поле јас подседнал, ниту вода има, ниту сенка има, само едно дрво, дрво изсушено, само едно дрво, дрво изсушено. Па ми долетаја два сиви сокола, еден вода носи, други абер носи, еден вода носи, други абер носи. Ајде стани, стани, во село се врати, твоето прво либе, за друг ти се вери, твоето прво либе, за друг ти се вери.
Луѓија ќе биде. Маркетинг. Макс Издели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Макс Издели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Макс Издели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Макс Издели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Макс Издели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Макс Издели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Кога се засакавме, мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти, другари одете и кај неа чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте, од неа остана само сана век во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена. Замина, што ти даде тој што немав јас, ако е од љубов знај јас не ќе тагувам, се најдобро ти посакувам, ако е за друго може не ти кажа, љубов среќа не се купува, другари
Премиерот Христијан Мицковски во Будимпешта во рамките на унгарско-македонскиот владин самит оствари средба со неговиот домаќин, унгарскиот премиер Виктор Орбан. По средбата двајцата премиери одржаа пресконференција на која Мицковски посочи дека е потврдено високото ниво на односите кои што постојат меѓу двете земји. Наша стратешка цел како држава е да бидеме дел од европското семејство, нешто што го заслуживме многу одамна. Но исто така мораме да потенцираме дека тоа што македонските граѓани го дадоа за реализирање на оваа стратешка цел, за жал не е поместено од состојбата во која беше пред 20 години. Е бесценето, односно цената е толку голема што не може да се утврди. Бидејќи зборуваме за билатерализација на процесот на преговори, а не на европеизација. Се надевам дека конечно овој процес и за нас ќе биде окончен со голема поддршка на наша пријателска Унгарија и дека ние како држава ќе почнеме да преговараме. Јас сум убеден дека многу скоро, доколку имаме можност да ги отпочнеме тие преговори на основа на вистински копенхагешки критериуми, ќе ги завршиме успешно и ќе бидеме дел од Европската Унија. Премиерот посочи дека со Орбан разговарале и за целокупната поддршка која што Македонија ја добива од унгарската влада, вклучувајќи ја и финансиската помош. Средствата кои што се користат за изградба на патишта, булевари, училишта и градинки, практично со тие средства ја модернизираме државата. Тоа што исто така е многу важно е дека на денешната владина седница ќе стане збор за идна уште подлабока меѓудржавна соработка во делот на инфраструктурата, но исто така министрите меѓу себе, посебно министрите за внатрешни работи и за одбрана, разговараа за идна можна воена соработка, односно развивање уште подлабоко на воените индустрии на двете земји, а зошто да не и вмрежување и настап на трети пазари, рече Мицковски. Мицковски истакна дека Орбан во минатото многу пати покажал и докажал дека е човек со интегритет. Докажа дека е човек со своји ставови, дека неговиот збор планини тежи, зашто ја има мојата неизмерна почит како човек кој честно со своето однесување знае да инспирира. Му честитам за резултатите на полето на економијата, инвестициите и реализација на капиталните инвестиции во Унгарија, нагласи Мицковски. Зошто ти ме остави? Зошто ме заборави? Сите наши срекни денови, зар не беа доволни? Сите наши желби шо не ги исполни. Срно моја ранета, болко моја голема, дури кога јас не изгубив, сватив што е љубов. Сам јас останав, стопати се проколнав. Само ти си моја судбина, само ти си моја утеха, кога си веќе си заминат, да не згасне душава. Господ ми е сведок, верувај, дека ќе те сакам до века, и во добро и зло ти си ми моја звезда водилка.
вечни патеки, веќе јас ги затвори. Само ти си моја судбина, само ти си моја утека, кога сите ќе си замина, да не скасне душава. Господ ми е сведок, верувај дека ќе те сакам до века, и во добро и зло ти си ми моја звезда водилка. И во добро и зло ти си ми моја звезда водилка. Заедничката пресконференција на унгарскиот премиер Виктор Орбан и македонскиот премиер Христијан Мицковски донесе важни пораки за иднината на регионалната и европската политика. Орбан ја оцени посетата на македонската владина делегација на Унгарија како исклучително значајна, особено во услови на глобална неизвестност и војни напнатости. Живееме во сенка на војна веќе 3 години. Ги поздравуваме преговорите помеѓу Соединетите Американски држави и Русија и се надеваме на мир, што е наша најголема надеж, рече Орбан, кој ги истакна различните ставови на Унгарија и Европската Унија во поглед на продолжувањето на војната во Украина. Ние сметаме дека продолжувањето на конфликтот е погрешно и опасно. Во Брисел ќе се обидеме да ја промениме оваа политика, истакна Орбан. Тој додаде дека и во Обединетите нации Македонија и Унгарија ги делат истите ставови во однос на мирот, потврдувајќи ја поддршката за американскиот предлог што беше прифатен од Советот за безбедност на Обединетите нации. Во однос на миграцијата, Орбан го нагласи големиот значај на македонската контрола на границите и ја изрази благодарноста на Унгарија за помошта која Македонија ја пружа во оддржување на безбедноста на границата. Унгарија никогаш нема да прифати диктат од Европската Унија, а за тоа ќе плаќаме казни. Но ние остануваме доследни во поддршката на Македонија за незиното членство во Европската Унија. Процесот на интеграција е срамно забавен, но Македонија не е виновна за ова. Тоа се членките на Европската Унија, додаде унгарскиот премиер. Што се однесува до економската соработка, Орбан истакна дека трговската размена помеѓу Македонија и Унгарија е 7 пати зголемена. Македонија, Унгарија и Србија припаѓаат на една економска регија, што создава огромен потенцијал за регионална соработка. Но проблемот е што Македонија и Србија се надвор од Европската Унија, па не можеме да создадеме единствен економски простор, објасни Орбан. Во соработка со Македонија се работи и на потпишување на нова меѓувладина економска спогодба, која ќе ја зајакне финансиската соработка помеѓу двете земји.
боли душа Македонија во моментов не е спремна како држава да испрати воена помош и војска во Украина во случај тоа да биде побарано од Европската Унија како безбедносна гаранција, велат извори од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Не сме подготвени како држава да испратиме воена помош и собствена војска во Украина, но за другите прашања врзани со проблемот потребни се дополнителни и обсежни консултации за овие и останатите прашања со председателот, премиерот и со сите засегнати институции, открива изворот на Плюс-Инфо. Изворот за Плюс-Инфо ги коментира ставовите на Министерството по последниот самит на европските лидери во Брисел и написите во некои медиуми дека можно е да дојде до поделеност во политиките на Вашингтон и на Брисел во врска со безбедносната архитектура на Украина по изјавите на некои земји членки на ЕУ. Тој истакна дека Македонија останува усогласена со својот стратешки партнер Соединетите Американски држави, но и со стратешката определба за членство во Европската Унија, додавајќи дека Министерството внимателно ги следи последните случувања и дека за овие прашања ќе треба дополнително усогласување на позициите зависно од развојот на ситуацијата и динамичните случувања. Соговорникот на Плюс-Инфо се согласува дека постои безбедносен вакуум во НАТО, но вели дека и Македонија досега беше важен контрибутор во помошта за Украина меѓу земјите од Алијансата. Истовремено тој потсетува дека Македонија во овој момент може да влијае многу повеќе во НАТО каде што е членка за разлика од Европската Унија. Ги разгледуваме процесите, но во Европската Унија не можеме директно да влијаеме за разлика од НАТО. Таму ќе се позиционираме. Моментот е деликатен, но не би рекол дека постои или дека ќе има шизма меѓу Соединетите Американски држави и Европската Унија во меѓународната политика. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте со месеци зборуваше дека постои безбедносен вакуум во НАТО, па сега некои земји членки делуваат изненадени. Македонија се согласува со ставот на Руте. Целта од 2% од бруто домашниот производ за одбрана треба да биде максимум за земјите и ние потенцијално треба да работиме на зголемување на тој процент кај нас, вели изворот, потсетувајќи дека Македонија за минатата година ја одржа целта на трошење 2% за одбраната. Kraj mene pominuva, skrišu me poglednuva. Zanea se zboruva, Jana je na ljubava.
Sanjo tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Јаден сум бре бела јано и прејаден. Немој да ме каниш душо на пиење. Пиен сум бре срце моје и препиен. Ако смеш бела јано покани ме. Јано на шетање, цел свет сум го шетал, јано и прошетал. Немој да ме каниш, јано на муабет, ако збори тој што гори ке изгори. Ако смеш бела јано покани ме.
žalam. Ako smeš, bela Jano, pokani me, lele Jano, bela Jano, na ljubenje. Ke ti ljubam beli gradi gulabici, pa da umram bela Jano, ić ne žalam. Pa da umram bela Jano, ić ne žalam. И пред самиот крај еве и една вест од образованието. Министерката за образование и наука Весна Јаневска во контекст на тоа дали има доволен број на наставници во државата, рече дека се планира воведување на едносменска настава во училиштата и напомена дека дистрибуцијата на наставниците е нерамномерна и ќе се врши нивна прераспределба. Таа додаде дека наставниците нема да останат без работа, туку ќе станат пофункционални. Дистрибуцијата на наставници во училиштата во Македонија е нерамномерна. Во некои училишта постојат повеќе паралелки со 12, 10 или 15 деца и треба да се зачуваат работните места на наставници, кои што во овој момент би биле вишок ако се спојат паралелките. Но пак во други училишта има недостаток на наставници, ако ја спроведеме целосно едносменската настава. Поради тоа ќе правиме прераспределба на наставници од таму каде што ги има вишок во тие општини каде што недостасуваат, изјави Јаневска. Таа нагласи дека прераспределбата ќе се врши во општините на Скопје или во соседните општини. Јас и натаму тврдам дека наставниците нема да останат без работа, тие само ќе станат пофункционални. Прераспределбата ќе ја прави Министерството заедно со локалната самоуправа и со менаџерите на училиштата, изјави министерката Јаневска. Земја сакана на срце ми е послана, еј, загнездена. Мојата јужна долина, мирисна, еј, опојна, еј, царевина. Еј, тафан кај што бие, таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресувам. Тафан кај што бие, таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни влие. Тоа ти е Македонија. Мојот свети спас, мојот крај, мојот звезден рај, еј, убавина. Таму е човекот над се, парите не се битнine, еј, човештина. Еј, тафан кај што бие, таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата.
кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни вие. Тоа ти е Македонија. Кај што бие таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Тоа би било се за денес, а за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Царот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никакве цеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил.
Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот
и му ја отсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.